Катерина Нешкова ја имаме во овие вести во живо. Каква е состојбата на пациентите? Така е, сите 5 мина пациенти кои што беа планирани да се вратат денеска во Македонија, беа на лекување во странство, пристигнаа вечерва и се во добра состојба според она што можевме да го видиме, но и според она што го кажа министерот за здравство Арбен Таравари, кој заедно со Тимчо Муцунски, министерот за надворешна политика, ги пречека тука на Скопскиот аеродром. Се работи за еден пациент, едно момче, 22 годишно момче кое што пристигна од Грција и 4 пациенти кои што пристигна од Шпанија. Тие пристигнаа со комерцијални летови, значи се во една добра состојба, сами на нозе заедно со придружба. Првото момче со двајцата родители, додека пак 4 пациенти кои што дојде од Шпанија во придружба со 6 лица родители и роднини на самите пациенти. Во моментов сите 5 мина се на тријажа, односно проверка на пластичната хирургија во клиничкиот центар, а ноќта ќе поминат на токсикологија за да бидат направени сите потребни анализи. Доколку се покаже дека се во добра здравствена состојба и покрај повредите кои што се во заздравување, тие утре ќе можат да заминат дома. Еве ги изјавите на министрите кои што ги пречекаа пациентите. Вечерва ни стигна и вториот пациент кој што се лекуваше во Атина. Се работи за 22 годишно момче Ангел Митев, кој што е во супер состојба, во многу добра излечена состојба, меѓутоа по протоколи ќе мора да биде хоспитализиран во пластична хирургија, од кај што е испратен за лекување во Атина, во Грција. Ангел е испратен не на 16, туку на 17 навечер, 17 март, така да третманот бил добар. Се надевам дека утре после пладне, после 24 часовен престој, како што е по протоколи, откако да бидат направени одредени токсиколошки испитувања, ќе биде пуштен дома и ќе продолжи со домашно лекување. За жал, повторно и се уште се во критична состојба, така да се надеваме дека се млади луѓе ќе поминат оваа криза. Во делот на лекувањето, во делот на сите логистички трошоци, не само во делот на упатувањето на пациентите надвор од државата и нивните семејства, туку и за враќањето, сите други трошоци се натовар на буџетот на државата, така да од тоа што го слушам и од директната комуникација со семејствата и од фидбекот кој што го добиваме од нив, они се задоволни од квалитетот на услуга што ја добиваат од нашите дипломатски конзуларни представништва, од службата за општи и заеднички работи. Знаете, една работа која што постојано истакнуваме дека луѓе кои што во моментот живеат и во тага и во шок, треба да направите се што е можно да ја намалите таа болка. Така, од 108 пациенти кои што остануваат се уште надвор, како што слушнавме и кажа Таравари, 4 се уште се во критична состојба, но затоа пак има добри вести дека утре се очекуваат, утре и задутре се очекуваат уште 5 мина нови пациенти кои што се кои што се на лекување надвор да пристигнат во земјава во добра здравствена состојба. Пациентите кои што вчера беа отпуштени од странство, се работи за едно момче кое што пристигна од Белград, од Србија. Тој денеска веќе треба да е пуштен на домашно лекување, имајќи предвид дека неговата здравствена состојба, како што најави министерот за здравство, е добра. Девојка од Софија, која беше лекување во Софија, исто така е испишана од тамошната болница, но таа се уште е во Бугарија, се чека да се врати во текот на утрешниот ден, се води како амбуланско лекување. Како што кажав, вечерва пречекавме 5 мина пациенти кои што се лекуваа на странство, чекаме утре уште 5 мина. Кате, ти благодарам на овие информации. Беше тоа Катерина Нешкова, која што известуваше од Скопскиот